Дали медицинското масло од канабис има делотворно, позитивно или негативно дејство на мултипла склероза? Што е медицински канабис? Исто така, наречена медицинска марихуана, медицински канабис е канабис и канабоиди, тоа се хемиски соединенија во растението, кои можат да бидат медицински препорачани за лекување на одредени состојби и симптоми, како гадење и повраќање поврзани со хемотерапија, болка, што може да биде поврзана со бројни состојби. Што се канабоидите? Канабоидите се хемиски соединенија кои што се лачат од цвеќето канабис. Постојат и соединенија наречени терпени, хемиски соединенија кои му даваат единствена арома на канабисот. Концентрациите и комбинациите на канабоидите и терпените варираат од растение до растение и меѓу различните соеви на канабис. Кога се вдишува, се консумира како јадење или се користи на кожата како локален препарат, канабоидите се врзуваат за местата за прицврстување на канабоидите или рецепторите во човечкото тело и го менуваат пренесувањето на нервните импулси во мозокот. Која е разликата помеѓу ТХЦ и ЦБД? Двете главни канабоиди во канабисот кои се проучени се ТХЦ, тоа е тетрахидроканабинолот, исто така познат како делта 9 тетрахидроканабинол, и се смета дека е најстарата психоактивна супстанца. Тоа е супстанца што ја менува функцијата на мозокот и ја менува перцепцијата, ја менува расположението, свеста или однесувањето. Концентрацијата на ТХЦ во канабисот варира помеѓу 1% и 24%. ЦБД канабидиол е најголем непсихоактивен канабоид кој се наоѓа во канабисот. Концентрацијата на ЦБД во канабисот е типично помало од 1%, но многу соеви имаат поголема концентрација на ЦБД. Дали канабисот ќе помогне на мојата болка, на спастицитет, на симптомите на бочечниот меор? Тоа се најчесто поставувани прашања. Постојат бројни студии спроведени за да се оценат ефектите на канабоидите врз болката, врз спастицитетот и симптомите на мочниот меор поврзани со болест. Повеќето студии вклучуваат релативно мал број на луѓе и мерките за исход се разликуваат помеѓу студиите. Сепак, прегледите на објавените студии генерално покажа дека синтетските канабоиди поволно влијаат на симптомите на болката и на спастичноста. Некои научници сметаат дека може да помогне и при замор, воспаление, депресија и мобилност. Помалку е познато за влијанието на инхалираниот или проголтатиот ботанички канабис врз симптомите на мултипла склероза. На прашањето кои се ризиците употребата на канабис? Постојат многу несакани ефекти поврзана со употреба на канабисот и синтетските канабоиди, вклучувајќи ментална конфузија, когнитивно оштетување, вознемиреност или параноја, гадење, повраќање, сува уста, сувост во очите, седација, зголемен апетит, главоболка, нарушена рамнотежа и координација и покачен пулс на срцето. Исто така постојат потенцијални ризици за белите дробови доколку се пуши канабис.